Македонија денеска го одбележува богојавление Водици, најголемиот дел од настаните на оваа тема. Добро вечер. Ова се најновите вести на програмата на КТВ. Богојавление или објавата на Бога се случува во оглувата доба на предвечерието на празникот Богојавление, кога небото се отвара и се вкрстуваат ветровите кои дуваат во зима и оние кои дуваат во лето. Богојавление Водици е еден од 15 најголеми христијански празници кои ги празнуваат православните христијани. Според христијанското верување, во 30-та година од нашата ера, Исус Христос како дрводелец живеел со неговата мајка Марија и нејзиниот маж Јосип, кога го повикал Јован Крстител да го крсти во реката Јордан. Според верувањето, богојавление се случува во глувото доба на предвечерието на празникот, кога небото се отвара и се вкрстуваат ветровите кои дуваат во зима и оние кои дуваат во лето. Штом сонцето почна да заоѓа, христијаните почнуваат да се поздравуваат со Бог се јави, а на ова одговараат на вистина се јави. Во овој момент сите води на светот престануваат да течат, а оној кој ќе се најде на отворено и го види отварањето на небото, може од Бог да побара исполнување на желба. Според мислењето на многумина за Водици ги имаме најубавите традиции, а празникот се карактеризира со голем број на други верувања во минатиот век. Се верува дека немажените девојки ако стават огледало под перницата, на 18 јануари вечерта ќе го сонуваат човекот за кого ќе се омашат. Се верува дека за време на Водици се предвидува какво ќе биде времето цела година. Ако за време на Водици има силен мраз или паѓа снег, годината ќе биде плодна. Ако пак биде сончево, годината ќе биде сува. Ако врни дожд, се верува дека во текот на цела година ќе има многу врнежи од дожд и поплави. На овој ден се осветува вода за која се верува дека има лековити и чудесни својства и се нарекува богојавленска вода. Верниците ја носат дома и ја чуваат како лек во текот на цела година. Александар Ристевски од Прилеп денеска го фати крстот од водите на реката Луда Мара, каде се изврши голем богојавленски водосвет. 21-годишниот Александар Ристевски од Прилеп, кој веќе 5-та година живее во Кавадарци, беше најсреќниот од 20-тината момчиња кои денеска скокнаа по светиот крст во водите на реката Луда Мара во Кавадарци. Тука се изврши голем богојавленски водосвет. Ристевски на денот на својот роден ден ја имаше среќата и годинава прв да доплива и да го извади светиот крст. Им посака здравје, среќа и берикет на сите своји најблиски и сограѓани. Јас сум роден во Прилеп, живее во Кавадарци 5 години, исто така се оженив од Кавадарци, не од Кавадарци, од село Ресава. Па ова година имам и мало, денеска ми е роден ден и затоа фала на сите што го возможуваат ова сето и мене ми е многу горд и многу радост и ќе продолжам со традицијата, ќе продолжам да се фрлам по крстот. Па здравје, како ќе даде Господ така. Само здравје, среќа и ништо друго повеќе. На Кавадарци повеќе успех, повеќе нови градби, повеќе вработување. Од локалната самоуправа и градоначалникот Ристевски доби подарок LCD телевизор. На манифестацијата по повод Водици присуствуваа голем број верници, меѓу кои и градоначалникот Александар Панов, пратеничката Весна Пемова, председателката на Советот Горица Пеливанова Вилхелм и советници. Многу прилепчени работат во Кавадарци, еве му се посречи, меѓутоа еве да потсетам и да им кажам на сите, единствено Александар побара благослов од нашите попови, па и можеби имаше некоја виша сила за тоа. На сите кавадарчани многу здравје и успех во животот. И годинава на богојавленскиот водосвет предходеше литургија во храмот Свети Димитрија, каде исто така беше осветена вода за верниците во базенот на црквата. По водосветот верниците и свештените лица со литија се упатија кон кејот на Луда Мара на големиот богојавленски водосвет. И во Неготино се славеше Водици. Коле Симјонов е најсреќниот за Водици во соседно Неготино. Со одржување на утренска богослужба со литургија во манастирот Свети Ѓорѓи, како и голем водосвет и лицитација на Светиот крст во Неготинската црква Свети Атанаси, на која присуствуваа голем број православни верници, по општина Неготино започна празнувањето на еден од најголемите христијански празници Богојавление Водици. Голем број граѓани од Неготино се упатуваа кон Пепелишкиот мост, каде традиционално се фрла Светиот крст во водите на Вардар. Околу 20 верници од општина Неготино влегоа во ладните води на реката Вардар за здравје и среќа да го фатат Светиот крст, но најбрз и најсреќен од нив беше Коле Симјонов, кој по 6-ти пат го извади Светиот крст од водите на реката Вардар. Ова е негово 9-то учество, а како што вели самиот, по 6-ти пат е најсреќен. Значи до сега го фаќам 9 години го учествувам, значи 6 пати
го фаќам крстот. На сите православни му го честитам празникот. Господ здравје да вас среќа. Така убаво е за здравјето да плегне секој еден. Како и секоја година, така и оваа градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов од име на општината на најсреќниот кој стигна до Светиот крст му врачи пригоден подарок LCD телевизор, а на сите верници од општина Неготино и Македонија им го честита празникот. Бог се јави, навистина се јави. Многу здравје, љубов, среќа и верба во Бога. Од моје лично име и од општина Неготино, честитки до сите православни граѓани на цела општина Неготино и на Република Македонија. Честит празник Богојавление на најсреќниот оваа година Коле Симеонов, кој се фрли во водите на реката Вардар. Општина Неготино му го честита празникот Богојавление. Исто така со еден скромен поклон му посакува многу здравје, љубов, среќа и верба во Бог. Нека е за многу години. Честитка до најсреќниот и сите верници по повод празникот упати и пратеникот во Собранието на Република Македонија доктор Благородна Бојаджиева. Денеска сме дел од чествувањето на големиот христијански празник Богојавление Водици, ден кога во реката Јордан е крстен нашиот Бог Исус Христос. Во име на денешниот ден, во име на сето ова чествување што во Неготино се случува, на сите верници од христијанска вероисповед во Неготино и во Македонија им го честитам големиот празник Бог се јави. Дваесет и осум годишниот Драган Илков е велешанецот кој годинава го фати Светиот крст од водите на реката Вардар. 28 годишниот Драган Илков го фати крстот во Велес. Тој беше најсреќниот меѓу 90 минута кои скокнаа во надојдените води на реката Вардар. Прв пат скокам за крстот со другарите мои. Било ми е што го фалам крстот. Да има здравје живот за сите, да бидеме здрави живи сите и така. И за дожениме година. Се соретениме да го венчаме дечиња. Неколку илјади велешани го следеа фрлањето на Светиот крст. Традиционално тоа се прави од малото мовче, но осветувањето на водите присуствуваше и премиерот Никола Груевски. Тој на Илков му подари компјутер. Нека се среќа, нека ти Ерлија да ти носи здравје и успеси понатаму. Ова е поклонеден лаптоп. Илков доби подароци и од локалната власт, комуналното предпријатие и приватни компании. Во следните 30 дена ќе ги посети и домовите на велешани кои ќе го даруваат. Илија Стојанов по 6 обиди денеска за прв пат беше најбрз и прв стигна до осветениот крст фрлен во реката Црна кај Росоман. По 6 обиди на младиот Илија Стојанов од Росоман дури денеска му се насмевна среќата и го донесе прв до осветениот крст фрлен во реката Црна кај Росоман. Стојанов вели дека е голем оптимист и лесно не се откажува. Така било и годинава при подготовките за одбележување на празникот Богојавление Водици, во кој додава учество земал повторно со својата група и по посебна стратегија и како што вели Божја волја, прв стигнал до крстот од кој очекува многу здравје и среќа. Илија Стојанов. Кажи ми, најсреќен беше годинава, што очекуваш? Ми очекувам среќа. Друго. За прв пат ли се обидува? Не, шести пат поред. А прв пат го фаќаш? Прв пат го фаќам, да. Организирано беше со екипа или сам? Беше с души екипичка. Во општина Росоман традиционално Богојавление Водици се слави на големо со кумство и заеднички ручек во црквата Света Тројца. Годинава кумството го носи фамилијата на Бранко Печевски. Тие на Илија му подарија таблет, а велат кумството е берикет. Здравие, бивичет. Подобро се најубаво. Стојанов како најсреќен денеска беше почестен од градоначалникот Стојан Челазов. Од името на општината тој му подари LCD телевизор и му посака многу среќа. Секоја традиционално, секоја година телевизор, значи овој плазма што го викат сега, бивакс со вредност од околу 300 евра и тоа е традиционално како општина што ние можеме да си го дозволиме и она што како помош значи на ручекот кој што следува после во црквата
Света Тројца и навистина е убав моментот и радосен на овој голем празник, христијански голем наш празник, да во ваков број граѓаните на Росомон и од околните места дојдат тука и навистина уживат. Успех му посакувам на паќечото и на сите луѓе, не само во општина, туку во цела Македонија и во цел свет. Во водите на Црна река кај Росоман годинава посветени од крст се фрлија 28 младинци од црквата Света Тројца на исрекниот добио светена икона, му ја врачи отец Блаже Петров. Колку момци годинава беа пријавени за да се фрлат по светиот крст? Околу 28 души, кои што 25 да речеме беа со, како да кажам, така регуларно пријавени, тројцата малку покасно се пријавија, но регуларно и тие на време се пријавија како што треба. Па икона А4 формат од светото крштение, односно од денешниот празник, за тоа што го фати крстот. Благодарам на вас, Бог се јави. Водици во општина Росоман продолжи со заеднички ручек за сите добронамерници во црквата Света Тројца. Богојавленски водосвет се изврши и на браната Моклиште. Таму светиот крст го фати 13 годишниот Јован Гогов. Традиционално и на браната Моклиште се изврши голем водосвет, присуствуваа голем број верници. По светиот крст скокнаа 7 момчиња од Ваташа, а најсреќен и прв до крстот доплива 13 годишниот Јован Гогов од Ваташа. Јас сум Јован Гогов, имам 13 години од цело Ваташа. Да, беше многу ладно, среќа, здравје. И Гогов доби подарок LCD телевизор од градоначалникот и локалната самоуправа и други подароци од организаторот на Богојавленскиот водосвет. Градоначалникот Александар Панов упати честитки до верниците. Би сакал еве прво на Јован, на неговата фамилија да му посека многу здравје, но вистина голема храброст на 13 години да бидете дел од оваа манифестација. Секако во ова прилика и на сите граѓани од село Ваташа да им честитам, да им посекам многу здравје и на сите православни верници широм Македонија. Денес е посебен ден, Христос се јави, навистина се јави. На Богојавленскиот водосвет на браната Моклиште претходеше света литургија во црквата Света Богородица во Ваташа. Зоран Илич од Грацко беше најсреќен меѓу момчињата во Грацко кои скокаа по светиот крст. Богојавленски водосвет денеска се изврши во водата на реката Вардар кај Грацко. Светиот крст се фрлаше од мостот кај селото Уланци. Зоран Илик од Грацко беше најсреќен и најбрз да го извади светиот крст од водите на Вардар. На подарок доби таблет од локалната самоуправа и икона од градоначалничката на Грацко Жанета Челушевска. На градската депонија Мелци годинава се предвидува да бидат исфрлени 16.000 тони комунален смет и исто толку земја и градежен шут од 9.500 домаќинства од општина Кавадарци. Согласно програмата за управување со отпад на територијата на општина Кавадарци за 2015 година, дневно на депонијата Мелци се транспортираат и депонираат од 40 до 50 тони смет. Месечно општина Кавадарци продуцира од 1200 до 1500 тони смет, додека на годишно ниво таа бројка се движи од 14.500 до 18.000 тони. Во оваа работна година во насока на поефикасно исфрлање на сметот во план е поставување на 100 нови контейнери за замена на старите и дотраени контейнери, а во строгиот центар на градот во план е да се подигнат подземни контейнери. И оваа година ќе бидат поставени контейнери од 5 метри кубни на одредени локации во градот, каде граѓаните ќе можат да го фрлаат комињето, а во план е и промена на дотраени контейнери од 5 и 7 метри кубни. На градската депонија Мелци, која се наоѓа на 3 километри југозападно од Кавадарци, ова 2015 година во план е да се депонираат околу 16.000 тони комунален смет и исто толку земја и градежен шут.
Со асфалтирањето на патот до самата депонија олеснате транспортот, донесена е електрична енергија, а ќе биде воведена и трета смена. Во тек на оваа година останува да се обезбеди санитарна или технолошка вода за миење на возилата, кои сега се мијат со вода од цистерни. Инаку изнесувањето на сметот ќе се врши во прва и трета смена. Се обслужуваат 9500 домаќинства и 1100 стопански субјекти. Една од основните определби е поставување на нови контейнери за хартија и пластична амбалажа, со што ќе се зголемат количините на селективна пластика и хартија, како нивно намалување во вкупниот процент на комунален смет. Бенефитот од овој начин на исфрлање на сметот во јавното предпријатие Комуналец сметаат дека е селекција и оделување на органскиот од неорганскиот отпад и нивна примерна рециклажа и намалување на количините на отпад од депонијата Мелци. Една од најгорливите проблеми е грдата слика што ја оставаат преполнетите контейнери и несовесното однесување на граѓаните кои сметот го остават покрај контейнерите или во нивна близина. Во оваа насока јавното предпријатие Комуналец во строгото централно подрачје секојдневно ќе го изнесува сметот, а 10 контейнери по 2 пати дневно. Во централното подрачје е 3 пати дневно, а во останатото градско подрачје 2 пати и во индустријската зона еднаш неделно. На вториот зимски турнир во пинг-понг кој викендот се одржа во Скопје, првото, второто и третото место го освоија пинг-понгарките на Градба Промет Кавадарци. Викендот во Скопје се одржа вториот зимски турнир Здравје Радово пинг-понг надпревар во пионерска и младинска конкуренција. Првото, второто и третото место го освоија пинг-понгарките на Градба Промет Кавадарци. Во конкуренцијата на младинки и првото и третото место отидоа кај кавадарчанките. На младинската прва позиција заслужено застана Марија Јованова, а на третото место Наташа Сотирова. Во надпреварот кај пионерките Добринка Сотирова на Градба Промет одигра за второто место, а шестата позиција на турнирот остана за најзината клубска колешка Марија Димова. Убедлива победа пинг-понгарките од Кавадарци забележаа во финалето кај младинките. Него го одигра Марија Јованова на Градба Промет Кавадарци и Станковска на Крива Паланка, која Марија успеа да ја совлада со 3:0. Добра беше играта и во финалето кај пионерките, но од нашата Добринка Сотирова во овој меч подобра беше Кумановката Ива Димитриевска, која играта ја совлада со 3:1, информира тренерот Блаже Ордановски. За крај временска прогноза. Времето утре ќе биде претежно облачно со сончеви периоди по одделни котлини во утринските часови, ќе има појава на магла, ќе дува умерен јужен ветер. Максималната температура ќе го достигне 10 степен. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.